дојдовте. Знаете како викаат, за да бидеш прав джентлмен, мора секогаш на дамата да дадеш предност. Денеска ќе снимаме многу интересна емисија, многу теми, ќе имаме разговор на истите теми, но денеска ме гледате тука заради тоа што на спортивната страна мојата гостинка седи и другата, односно левата нејзина страна е била пубава, но не се чекајте полека малце да доеме до Елеонора. Знам дека сите сте денеска тука за нејза, ама дајте ми малце шанса и ја гледате денеска сум се средил, цакум, пакум, ама нејзе кој ќе видите. Се шалам, дечки, добро дојдовте во уште едно мое ново видео, добро дојдовте во уште една емисија. 20 часот недела, многу ми е кејф што денеска ќе снимам со Елеонора, директно од Белград. Конечно, после неколку месеци се договоривме. Hello. Многу ми е мило, значи, што конечно успеав да дојам во емисијава, во, како да кажем, твојот канал, YouTube канал. Да, затоа што прискабаш кога бев во Кабешон ми викаат дека знаат дека мора побрзаме со разговорот, иначе го пофалиме и најдоброто кафе, да. Се напиеме. Не се прави, така ми кажа ми искара. Не се правило живели со кафе. Па да. Ете, јас не заборавив на моите спонзори, како и секоја емисија, само би сакал да се заблагодарам на гостинката што ме потсети. Дечки, како и секоја емисија ќе ги споменам, читате го сајтот Медија.мк на кој што можете да дојдете до најновите информации од светот на политиката, секако шоу бизнисот. Знаете веќе дека имам голема соработка со Саник. Ке средиме попозастан, не се кирете и така натаму. Елеонора, Белград, новитет за тебе. Да. Си направиме убав муавет, имам доста контроверзни теми тука, но ајде да почнеме лабаво. Сега си во ред тебе, метеопрогнозер. Да. Прво искуство за тебе. Да, прво искуство и тотално неочекувано, бидејќи никогаш во животот нити сум имала желба да работам на телевизија, поготово као и да водам временска прогноза. Интересно искуство, не е воопшто тешка работата. Мислам се нормално дека се соочувам со одредени потешкоти, бидејќи прв пат се наоѓаш пред камера, односот со камера, тој флерт со камера што сите го бараат нели на некој начин, културен флерт со камера. Српскиот јазик не ми е мајчин јазик, така да и тука Причаш, ал не. Причам. Иде ли? Види, татко ми е србин иначе по потекло, не знам се колку знаат од луѓето што ме следат. Мајка ми е македонка и он има живеено како мал во Србија и има дојдено во Македонија, не знам, на 7-8 години. Така да јас имам српско потекло, али прв пат почнав да зборам српски пред 3 години, кога прв пат влегов во задруга. Да, иначе претходно нити сум имала искуство, нити пак воопшто сум го користела на било кој начин јазикот, освен така што слушаме нивни песни. Нешто сега да те прашам. Како може ваква девојка како тебе? Значи, не може да бидеме тука се лажеме, значи реално. Како ваква девојка нашава држава може да испушти да не се даде шанса да се појави на телевизија и да треба да води метео? Не го омаловажувам местото, но мислам дека ти заслужуваш многу повеќе. Па, знаеш како, јас имав тука доста понуди, не е дека немав. Но да, требаше ексклузив да водиме. Да, ниедна од тие понуди не ми беше доволно сериозна. Така да мислам дека не сме веќе деца за малце, ајде народно да се изразам, трчи лажи луѓе во Македонија многу ги има. Така да видов дека од тоа нема никаков профит, дека бидејќи нормално работиме за пари, не работиме за само да не има на телевизија. Така. Во Белград оваа понуда јас имав уште кога искочив прв пат од задруга, али тогаш се уште беше во план, нели, ред телевизија, во склоп на Пинк телевизија, не беше ништо сигурно. Да. И така да почекав малце да ми биде сигурен терен и откако почна да работи ред, на вистина супер моди. И се одлучи. Гледам и кажи ми колку реално се понапред од нас. Па знаеш како, сите коментираат дека Белград е као вау, ета во Белград си кога ти е топ таму, на пример јас Скопје поише си го сакам. Значи Скопје не може да ми го замени ни еден друг град на светот. Колку и да звучи смешно, за мене е така и доста сум носталгична, али кога станува збор за таа јавна сцена и за работа и во однос на платата и самиот однос на вработените таму и на работодавците кон вработените, сосема друго ниво, друг левел, да.
Верувам, ете затоа јас си оформив своја телевизија како што гледаш прекрасно ми во студио. Да, и стварно честитки за да, супер ти да. Многу добро знаеме и двајцата зошто е тоа така кај нас, но нема да зборуваме на таа тема. Си кажу убаво, задруга те познаваат таму од тој момент, веќе не си анонимус во моментов, туку те познаваат. Кажи ми колку задруга моментално ти помага? Тој момент ме интересира. Па мене задруга во суштина ми донесе све, мислам, одлично и позитивно, затоа што реално немав никаков кикс таму. Мислам, не дека тоа беше сега наменски, јас да глумам, не бев нешто долго, 4 месеци бев, што за тие услови, така како е долго за мене, бидејќи не сум навикната на тој начин на живот, зборевме во една друга емисија на таа тема. Али мене лично, бидејќи воопшто не се представи во лошо светло, сите позитивни бенефити ги добив од задруга. Па, убаво што го спомена овој момент, позитивно велиш. Се сеќам дека излега од тебе неголи тоест видеа беа. Да, каде што додека беше се сериозно. бањам, да. Па добро, тоа знаеш како, тоа е, јас имав разговор со продукцијата, ми кажа дека човекот кој што го објавил тој клип е човек кој што во тој момент бил на смена на работа, фактички кој што ги надгледува камерите и тој моментално избркано тоа работно место. Али јас не можам ништо повеќе да превземам затоа што самата телевизија го штити на некој начин и не знам никој тој човек, ни така да не проложив понатака да. А добро, тие снимки на пример се и сега достапни. Да ги видиш, баш пред некој ден чепкав, дури ја заборавив на тоа, ама ми излезе баш. Дали сега ти влијае, односно дали па гледај, бидејќи како жена верувам дека не е убаво да се видиш на такви издание. Да, али па кога ќе видиш најпознатите светски ѕвезди, мислам не велам дека е тоа добро и дека го поддржувам тоа, нормално дека не е, али најпознатите светски звезди како стана, да кажам тоа што стана, нема жена која што не е експонирана негде гола, да кажам. Значи, еве Дженифер Лопес ќе ја земам, она самоволно објавува тотално. Добро, сметаш ли дека ете за една жена потребно да се прикаже гола за да добие повеќе внимание? Не, јас лично до тој степен, значи, голотија не би прикажала, али не осудувам никој што сака тоа да го прави. Незин живот, значи немам ја што да се мешам, која сум јас да осудувам некого, дали ќе се слика вака или така. Мене лично во животот мој ништо не ми пречат незините слики, нити тоа на што го прави во животот незин. Така да по мене тие луѓе што осудуваат врз основа на тие работи се луѓе кои што едноставно немаат свој живот и никогаш не би ми паднало на памет да се замарам сега јас со некој друг што прави он во неговиот живот. Ако можам да го пофалам на некој начин, како тебе и да ти кажам браво и секоја чест, да. Ама да го судувам и сега јас да се мислам што како прави, не бе брат, че имам толку позитивни работи во мојот живот што ми исполнуваат, што се фокусираш на немам време за глупости, да. Така, ти посакувам многу среќа на работното место во Србија. Многу интересни бевте тогаш со Луно Чоган. Да. Си наплукавте, се знакаравте, значи нормално, пепел. А сега на пример е многу смешно, интересно, сега сте па најболи другарки. Да, се дружиме, знаеш како, па кој се тепа, тој се сака. Така ќе буде. Да, гледај, кога живееш во затворен простор и дома со полудуваш, се мрднеш. Па нормално, поготово во такви услови немаш храна, немаш нормални услови за живот. Така да и дома со твоите што ти се најблиски, па ќе се погоди момент кај што ќе речеш ај не можам да те гледам више, значи ќе се тргнеш, знаеш, ќе малце да го одмориш мозокот, а не па во реалити, значи тоа се глупости за мене, мислам и не беа некои толку страшни, не знам, кавги, така да тоа уште од тогаш е заборавено, мислам сега сме супер и стварно е вака као личност многу позитивна, со Марко има све супер, што сум многу среќна, сега бивенце ќе се добијат и така. Баш кул. Пред неколку месеци, додуша ти си девојка која што не си контроверзна премногу, али па доста често знаеш да се зборуваш за приватниот живот на социјални мрежи. И забележав момент каде што па не знам еве како мене, ние чекаме, јас сум хиена, јас сега чекам такви моменти. Со бившиот дечко на пример, постојано се сликавте, постојано објавувавте и кога раскинавте ти јавно објави дека те изварал, те изневерил, па не вака, никогаш ја не сум дознала дека он ме изневерил во смисла физички дека бил со некоја девојка или дека направил нешто со некоја девојка. Тоа беа скриншотови пратени од една девојка, за која што се испостави после 6 месеци дека се лажни. А сега сте смирени? Да, и со тоа се занимаваат луѓето кај нас.
Точно знаеме која е особата иначе, Да. која што Сака ти го расипе направила врз. тоа, која што влегла на профилот и ја не можев да верувам, значи буквално плативме стварно дебели пари за да го дознаеме тоа, затоа што он тврдеше дека не го пишал тоа, дека не е вистина. Нема врска, најдовме човек од Белград, на кој што му платевме стварно дебели пари и точно ни даде и локација и место, дури и бројот човекот кој што го направил тоа. Нема врска, луѓето кај нас се премногу злобни, премногу пакосни и не знам само зашто, мислам, што сум им сгрешила јас за на тој начин, ете, ми наштетот. Јас мене ме интересира, сакав да те прашам, додека бев во еден ТВ во ексклузив даден изјава каде што кажа дечко ми ефтино се продаде по провинциите. Да. Не знам дали е истиот, тоа сакав да те прашам сега. Да. Види, јас Немаш кога среќа сум- во љубовта јас или- кога сум- Не, вака, или се- јас и он сме од 17 години заедно, релативно доста млади. Така да, како што имам грешки, имам и јас грешки. Не сум ни ја цвеќе за мирисање, нема се правам светица. Мислам дека тој процес на растење на тие врски што стапуваат во ете љубовено на толку млади, 17 години, сега имаме 28 уште. 11 години сте сега. Па 10. 10. Да. Зимајте се што чека. И тоа. Видиме. Значи, во тој процес на растење, да кажам, се некои работи нормални, затоа што едноставно мислам дека секое машко, па и женско, нема врска веќе машко-женско, треба да го помине тој процес и да проживее во животот. Не зборам сега дека треба, не Значи знам, треба колку дечкото со девојки провинцијалки да се помине. да менува и така дали, или па девојката да менува не знам колку машки, али, например, јас себе сега да почнам да зборам за некои врски, небитно, за кои луѓе, што све знам, а се уште заедно и ништо не се знае во врска со нивните, да кажам, сега да не Животи, спирам приватни. вулгарно, за нивните глупости на страна. Јасно. Така да мислам дека поубаво пред брак некои работи да се случат и да ги поминеш за тие врски од мали нозе зборам. Затоа што ние сме имале доста периоди, мислам ја таа изјава која ја кажав, тоа е за некои работи кои што се имаат случувано во периодот кога јас ја не бевме во врска, ја бев во задруга. Така да он имал полно право да прави што сака. И пак ја кажам, никогаш не сум дознала дека физички со некој направил нешто. Али бил дека во се комуникација. допишувал, да. Така. Што мислам, и јас сум го направила исто тоа. Океј, тоа ме интересираше на таа тема. Не знам дали јадеш луто пиперче, тоа ги прашувам сите. Јадам. Јадеш? Да. Знаеш грав да правиш? Знам, да. Јас треба се научам, Задруга сакам научивме грав да- све да, па не е воопшто тешко грав да. Оставе глуп сум ја. Мајка ми цело време ме седна, ама ја бегам од гровите, се шегувам. А зашто за луто пиперче не? Имам рубрика Луто пиперче. Не знам дали окей. си ми ја гледа емисија. Не. Па треба ме гледаш, бе, Леонора, треба. Прати ти ја се гледаш на вака натака. Се шегувам, дечки, се селиме на Луто пиперче, па се враќаме назад во студио, но прво Луто пиперче. Луто пиперче поддржано од Медија МК. Си фатила поза од Метео. Да, Топ изгледаш. навика. Топ изгледа. Се препотвам топ луѓе. Почнуваме. Прво прашање, колку естетски корекции имаш и каде? Една естетска корекција пред 3 месеци во Сестина прават Устата операција немаш? на градите. Не. На градите тоа е една единствена естетска корекција операција која што посакував со години и ета конечно ја направив. Топ, ти изгледа. Второ, кој е најскапиот подарок што си го добила? Не знам, појма немам. Не знаеш? Вајда накид. Накид? Дечко ми, да. Топ. Трето, опиши ја задруга со еден збор. Хаос. Хаос, окей. Четврто, најдолго место на кое што си имала секс? На плажа? На плажа? Да. Не ве видела? Не. Каде? Тус не знам дали не виделе. Која плажа? Сети која плажа. Така ми да тоа знам. Пето, колкав ти беше хонорарот во задруга на неделно ниво? За тоа не смам јавно да зборам, пошто можам казна да добијам. Така да. Тоа почитувам. Шесто, постои ли љубов после неверство? Вајда да. Добро. Седмо, зошто користиш Photoshop, а изгледаш фантастично? Па, затоа што јас сум девица у хороскоп и сум перфекциониста и сакам буквално све да биде совршено. Значи, секој најмал детал го гледам и ми смета и не користам нешто превише, али мислам дека секоја девојка и треба да си користи ако сака до некоја одредена граница. Второ, најбитно е да се чувствуваш ти Да. убаво. Осмо, дали би се фотографирала гола за голема сума на пари? Не.
Го имам веќе одговарано Да? прашање, не знам кај да. Ту не е креативен Стефан. Су срам да ми. Океј, девето прашање. Дали имаш добиена непристојна понуда од македонски политичар? Не. Од македонски политичар не, али српски? генерално дека имам такви понуди имам секој ден. А од српски? Од политичар не знам, не ги знам политичари. Така да не знам. Тебе ти седел гриот буди пешта 100%. Десето прашање и последно. Кој е најефективно кардио за вежбање? Степер. Тоа беше Луто Пиперче, 10 прашања, да се враќаме повторно во студио. Тоа беше Луто Пиперче, си поминавме супер, а јас заборев дека сум плав бе луѓе. Сега погледнав како изгледам. Пишете во коментар мислење. Ако сум добар, ставете subscribe. Ако не сум добар, пак да ставите subscribe. Како изгледам, Елонора? Ти кажав, окей, али црно си е црно. Црно си е црно. Црно си е црно. И ја викам така, црно си е црно, драги гледачи, Марта ќе ме убие. Одиме понатаму. Сега следува делот прашања од фанови. Поставив на мојот Инстаграм профил стори и мислам дека ти беше најинтересно од сите до сега што ми гостувале. Се потепа, да, искрено ти кажам, Баш ми се е потепа. драго. Да. Прво прашање од Сузанита 35. Зошто силиконите те прават среќна? Па, затоа што мислам дека секоја девојка, поготово еве јас да кажам, сум девојка што е стварно перфекциониста во тотална смисла на зборот. Јас сакам се да е перфектно. Значи, кога станува збор за мене. Девица сум хороскоп. Може тоа, ете така, ќе ви Не, значи се разбирам што хороскоп, многу знам рак, девиците шојтол. се такви, перфекционисти, Перфекционисти? Аха. тотално, значи се буквално можа ми смета сега тука Кармен што има на чашава до тој степен. Буквално кога станува збор за мене, сакам се да е совршено и да изгледа нормално, значи не претерувам. Не дека немав јас претходно гради, али мислам дека ете број 2 ми изгледаат подобро и мислам дека секоја жена која што мисли дека би изгледала поубаво со некоја естетска Треба да се ја направи. операција, нормално дека треба. Доколку тоа ја прави задоволна, среќна, тоа го прави за самата себе, не го прави за никој друг и не ги разбирам луѓето што толку го осудуваат тоа и го ставаат на пиедестал као да е не знам што да направил, не си убил човек. Сам на себе си правиш нешто ако си правиш, не му правиш на никој друг. Имаше една реклама, Така вика да. Крали Марко, природно си е природно. Па добро, Манда да. од Крали Марко беше? Не, од сок беше. Од што? Сок. Сок. Тоа си е, пак ќе кажам, Од бива беше. ствар на вкус, затоа што не викам не, окей, јас го поддржувам природното и се, али ако мислиш дека поубаво ќе изгледаш со нешто плюс на тебе, не е ништо страшно. Шегувам, не дека ја не сум. Така да и дечко ми се така шегувам. викаше, па сега го смени мислењето. Се е задоволен. Па дај и на Марта предлог ако века се доволен и ја да бидам. Попуски направиме. Второ прашање, кој ти е фаворит сега во задруга? Годинава прашува Кристина.Гутевска. Немам фаворит во задруга, нити некогаш сум имала фаворит во задруга. Ретко и гледам. Тоест пратам од прилика некои работи, бидејќи ми се потребни, пак сум на таа телевизија и не можам скроз да се отргнам од тоа, бидејќи пак е тој проект на Пинк телевизија, али баш фаворит. избегнувам да Океј. да пратам. Трето прашање, дали би станала водителка некогаш на македонска програма? Прашува Тинориста 808. Па доколку имам добри услови, да, зашто да не? Јас мислам дека јас и ти треба да направиме нешто Може да пробаме. сериозно, добро, такво, Може. да вратиме сценава кај што била. Да. Тоест, не била таму кај што би ја вратиле, мислам. Шал. Четврто прашање. Какво време не очекува во следниот период? Прашува Ненад, долна црта 1000. Добро, Дали можеш ти? Сега ме Во интересира. Србија или Македонија? Значи, дали можеш на српски да кажеш сега, пример, дека во Скопје наредниве 3 дена ќе биде облачно, како викате, до умерено време? Местимично облачно. Да, дека ќе биде сончево, Или ќе биде од повремено 20 облачно. до 28 степени и да очекува топла недела Да. во камера. Која, ова или таа? Таа, помалата. Добро, као од почеток се најава или? Да. Аха. Ајде. Добро јутро, поштовани гледалци, добродошли у данашњу временску прогнозу. У Скопје данас очекuje nas местимично облачно време sa dužim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 15 stepeni. И што сакаш уште да кажам? Јошко, више. Пошто и гледаш и не очекува топло време, уште потопло во студиото од Елеонора Николиќ.
Добра си. Ти иде акцентот. Се трудам, Акцентот, да, тука али си. луѓето не разбираат дека поентата е уствари на тоа. Да. Во Србија има сигурно девојки кои што многу подобро би збореле од мене нормално, тој има мајчин јазик, али поентата на Ред телевизија е од забавен карактер и со самото тоа што јас као македонка, бидејќи таму има и од Босна и од Црна Гора луѓе, од Хрватска, значи буквално од сегде има луѓе што работат. Поентата е тоа, значи да биде нешто различно и нив им е многу интересно и сладко кога зборувам јас на... Таму и инфлуенсери, мислам, неки водители стави и голем начинот на водење на емисиите ме буквално луѓето вака серат Да, и лабаво се лабаво. пуштено, баш е онака за млади луѓе и баш се емисиите, мислам и доста гледани, пратени. Како емисиите на Лазаров? Ти веќе те земеме таму? Не могу да причам српски, Што да не? не иде ми. Мај, Научиш. Правиме кратка пауза со музика, ја пуштаме Драгана Јорданова која што има направено кавер на Driver License. Праќате ги вашите песни тука на Лазаров Музика 2 Gmail, за да си ја чуете во некое следно издание. Уживаме со музика. Got my driver's license last week, just like we always talk about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But the day I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl, always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Me today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Oh, and I just can't imagine. Тоа беше Драгана Јорданова, прекрасна музика, прекрасна песна. Ние сме тука во студиото и коментираме, Мандар ми вика дека сум се продал денеска заради тоа што сум посако, а вистината е дека нема време да идам да се земам облека од Куманово од Спортикум, заради тоа што снимам спот и да драма за многу брзо. Елеонора, дали ме бива веков водител? па не би бил тука да не те бива, ја мислам дека. Или како би рекле Србиве решија. Тоа кај мене во емисија нече проч. Не иде тоа. Само ти ке Добра си. Може ти го сум ја во некоја твоја емисија. Добра си. Еве ти одма враќање од мене, пето прашање од Христијан Јованов 4. Дали мислиш дека си поатрактивна од Луна Џогани? Глупости, кога ќе ме прашаат вакво прашање, сега ќе ти кажам најискрено. Прва работа, не се споредувам со никого, затоа што мислам дека секој си идентичен на свој начин, секој си има своји квалитети. Друга работа, еве на пример кога ќе гледаш генерално. Добро? Нешто од погрешни таблети денеска изгледа не зашто работела. Се шио, не бе стварно. Не се Неќе споредувам да се споредуваш? со никој. Значи буквално јас сум јас, она си она си има своји квалитети, јас имам своји квалитети и немам нити потреба, нити па некогаш на тој начин сум ги гледала останатите девојки. Многу сум среќна кога ќе видам некоја девојка згодна, убава, дотерана и дај Боже сите да се такви, да се одржуваат и да личат на нешто. Така Треба да, нешто да слушам, ова ме искрено. да. Искрено. Шесто прашање. Дали во Србија младите имаат поголем потенцијал за успех поради медиумската поддршка, прашува Кеви 999. Дефинитивно, да, тоа веќе го споменав, дека кога станува збор за на тоа поле да се успее, дефинитивно затоа што таму и сцената и општо начинот на кој што функционираат и имаат доста материјал. Например, еве јас тука се замислувам како водителка, јас стварно не знам, мислам, секоја чест на нашите артисти, али некако сите ќе тргнат кон врвот на кариерата и ќе застанат тука негде. Не знам дали заради не знам од кои причини. Да, дали заради пазарот, дали се посетуваат на фамилијата, па малку го ставаат на страна овој дел, али некако таму е сосема друг начинот на функционирање. И дефинитивно. Да, и поголем пазар, повеќе можност, согласно. Дефинитивно, па што еве јас ти кажувам, бидејќи не е само Србија, цел Балкан. Кај мене на работа од Хрватска доаѓаат, од Црна Гора, зашто би доаѓале во Србија? Мислам, пак Хрватска е јака држава. Види, Белград е реално седиштето на шоу бизнисот на Балкан. Да, дефинитивно. Седмо прашање, предпоследно.
Која личност имала најголемо влијание за да бидеш таа што си денес, прашува Ристе Велков 77. Убаво прашање, да не викате само драми. Само драми дека правам да му се следи. Па моите родители дефинитивно, бидејќи од мала јас со нив имам многу отворен однос, буквално на секоја тема, со нив сум разговарала како најдобри пријатели, да мислам, никогаш не сум имала страво почит, ама не сум го имала тоа на некој позитивен начин. И буквално за себе животот ме поддржале, затоа што не требале да ме поддржат, не ме поддржале. И можам да кажам дека се строги родители кои што имале толку добар пристап и пријателски пристап со мене, што таа нивна строгост, да кажам, никогаш не сум ја осетила на тој начин. Значи, секогаш сум била слободна за се да и се гледа по сторињата што ти ги гледам и со фамилијата многу често знаеш да споделиш убава вечера, PlayStation да играте. Моите родители се значи многу откачени кул луѓе, се знае, значи кога се работи, ја на пример знам кога идев во училиште, ете на факултет, на пример, завршив со сите десетки, бев студент на генерација и никој не верува дека девојка како што изгледа вака или постира, не знам, малце поразголени слики, може она да заврши со сите десетки на факултет, имаат предрасуди заради тоа. Моите родители, значи, секогаш се знало граница. Кога се учи, кога се зезаме, кога играме и така дале. Они се луѓе кои што живеат многу модерен живот, можам да кажам, шетат поише од мене и еден ден се надам дека ја имам таков брак. Ете го прашањето што би го што остана за крај. Осмо ќе си пишеш Дарета Лазаров. Кога би се земала, односно би имала брак? Дали сум спремна за брак? Дали си спремна за такво нешто? Ако не си, например, кога би била? Па искрено, дали сум спремна за брак, не можам да ти одговорам искрено 100%, заради тоа што јас, например, можам да ти кажам дали сакам. Да, сакам. А дали сум спремна, тоа ќе го знам. Дечко, ти не го слуша. Ти помагам да знаеш, ова е за тебе. А дали сум спремна? Па мислам дека никој не е доволно спремен додека не го осети тоа на своја кожа, затоа што едно е кога збориме, а друго е кога во пракса нели го живееме тоа. Али да, сакам брак и сакам дете, мислам поише од се на светот, така да тоа ми е една од најголемите желби. Баш ми е мило и ти посакувам многу среќи, дај Боже да ти се оствари и следен пат кога ќе се видиме, додуша не може да звучи како многу да помине. Тоест, кога ќе имаш, ќе ти честитам, ај така. Се надам дека си помина супер, тоа беше се за денес. Опуштено, преубаво. Да, лабаво, јутуберски систем, така ќе му дојде. Ти посакувам многу среќи во Србија, со лесно работата и така натаму. Дечки, се надам дека и ви уживавте денеска со нас. Убава емисија, опуштена, релаксирана, а се гледате со мене повторно следната недела во 20 часот со нов гостина. Вие можете да пишете во коментарите кој би сакале да биде следниот. Чао!